Вчера имавме крштење, како што кажав, и бев потикнат од повеќе причини да зборувам за ликот на Јован Крстител. Една од најважните работи е дека вчера имавме крштење. Друга важна работа е дека во црквената традиција, во изминатава недела, еден од деновите е посветен на еден важен момент во црквената историја, а тоа е смртта на Јован Крстител. Имам и уште една причина зашто баш денес сакав да зборам за Јован Крстител. Имаме ни едно прекрасно место во Македонија каде што е убава природа, има историја, се вика Бигорскиот манастир. Ова година Бигорскиот манастир, од кога е прв пат запишано нешто до денес, до оваа година, има 1000 години постоење. Тоа е доста голема историја. Не знаеме што се случувало на овие територии преди 1000 години. Знаеме дека црквата во тој момент имала доста активности, посебно црквата на овој регион, почнувајќи со Кирил и Методи, почнувајќи со охридските, како што викаат, светители, тие кои работеле во овој регион. Црквата била активна, преведува книги. Јас во Охрид кога бев во музеот за хартија, не знам дали сте биле таму, топло го препорачам, прекрасно искуство. Има музеј за хартија до овој музеот што е Робевци, куќата на Робевци. Таму човекот ни покаже како се прави хартија, како се печати хартија, има Гутенбергова преса, многу интересно искуство. И таму он има списи кои има печат од тие документи кои се најдени некаде во Охрид, кои датираат некаде од 12-13 век. Едно од првите нешта кои е испечатено, кои е препишувано старославенски, го има он таму како на преса печат да ви го испечати, е Евангелието според Јован. Црквата била многу активна. Така да пред 1000 години, кој знае што се случувало на овие територии тука. И еден од, да кажеме, најстарите и најактивни манастири во Македонија е Свети Јован Бигорски, кој е посветен токму на Јован Крстител. Сега, црквата се сеќава на тој трагичен момент на смртта на Јован Крстител, и тој е една голема трагедија, бидејќи тој не умира класично маченички, тој умира заради една забава на елитата во тоа време. Затоа умира Јован. Не умира затоа што е прогонува, не умира заради неговото учење. Има елементи на тоа, но поентава е дека човекот умира заради една забава. Кулминацијата на една забава. И се сеќам кога прв пат читав така малце, тоа беше пред многу време, прв пат така дидактички или исцрпно го читав Евангелието според Марко, најдов на 6 глава и видов како две приказни стојат една до друга. Едната приказна е одсекувањето на главата на Јован Крстител, другата приказна е чудото за нахранењето на 5000. Една до друга стојат и многу е чудно зошто така се подредени тие приказни. Но Марко има една интересна причина зашто тоа го прави. Знаете, во приказната за Јован Крстител е представен царот Ирод. Ирод е легитимниот цар на Израел во тој момент. Но во целата приказна се провлекува уште еден цар. И тие два цара имаат посебни забави. Ирод си има забава за неговиот роден ден, си ја организира, си ја кани елитата, ама Исус има друга забава. Он е на брегот, на морето, на езерото, има толпа народ која е гладна. Ирод има изобилство со кое што ги гоштева тие елитата, јадат колку што сакат, а на брегот има на толпа од 5000, каде што друг цар организира друга забава. Се што има на располагање се 5 лева и 2 риби. И двајцата цареви организираат забава. Забавата на оваа елитата завршува со смрт. Така завршува таа забава. А забавата на Исус завршува со изобилие. Марко покажува какво владение, кој цар какво владение има. Сака да покаже, видете што се случува со нашиот цар Христос. Не му треба многу за да има изобилие. Како што кажат, двете забави имаат многу различен крај. Забавата на Ирод почнува ветувачки, многу ветувачки. Забава за роден ден. Денеска ќе пееме роден ден. Прекрасно е да се слави роден ден. Но завршува со смрт.
Забавата на Исус почнува тешко. Исус е изморен. Апостолите се враќаат од мисија, изморени си. Исус ствари им кажува, ајде се качеме во бродот да избегаме од толпата, да се одмориме. Додека стигаат на другата страна, толпата ги наоѓа повторно. Изморени се. Но завршува таа забава со изобилие. Тој ужасен ден на смрт на Јован Крстител, токму поводот за празнувањето на празникот кој го носи името. Слушате како го носи празникот, о името на тој празник. Усековение на главата на пророкот, претеча и крстител Господов Јован. Тој е официјалниот назив според црквената традиција. И знаете што? Тој е целосното име на празникот. Името речиси на празникот ја раскажува целата приказна за Јован. Кажува кој бил Јован, која и каква била неговата мисија и како завршува неговиот живот. Кој бил? Тој е претеча, тој е пророк и тој е претеча, тој е претходник, гласник на Господовиот слуга кој ќе дојде, ветениот Божи слуга кој ќе дојде. Која е неговата мисија? Па тој крштева, крстителот Господов. Тоа е неговата мисија. Крштева и за исповедување на гревовите. И како завршува? Завршува со отсекување на главата. Во името е целиот живот е сумиран во името на тој празник, на тој интересен лик. Во последните 2 години проповедав неколку пати за Јован Крстител. Не знам колку проповеди се слушале за него, специфично за него, не само како дел од некаква проповед, но баш за него. Во една прилика ги погледнавме сите текстови каде се јавува Јован Крстител, во сите евангелија. И можеме да видиме, да анализираме неговата мисија од повеќе ангели. Сите случаи во кои можеше да се појави Јован се појави и беше интересно се открие на некои места каде што не очекував да се открие. Например, во Дела апостолски, кога Павле оди во една црква некаде во Мала Азија, оди таму во црква, остари во синагога и наоѓа остари луѓе кои го прифатиле Месијата Исус, но не знаат за неговото крштење. Тие знаеле само за Јовановото крштење. Таму се спомнува Јован. Јован, не знам дали се знаеле, во првиот век, во првите неколку години, бил многу попознат од Исус. Неговата мисија била насекаде распространата. Бил многу познат лик. Значи, Јован и неговото крштење било многу познато, речиси низ целото римско царство, помеѓу евреите секако. Славата на Јован, како што кажа, била далеку поголема од Исус во првите неколку години. И секако, таа слава може да се види кога неговите ученици се загрижеле, учениците на Јован. Јован крштава тука на овој дел од реката, Исус малце подоле и учениците на Јован викат: "Учителе, а во овој таму Исус има поише луѓе од нас. Да не ти ја превземе славата." Што вика Јован? Јас треба да се смалувам, а тој да расте. Во друга прилика кога зборев за Јован Крстител, извадив една стара икона од Јован Крстител, затоа што иконите, знаете, иконите се слики кои се многу богати со символики и можеш буквално неколку серии проповеди да зборуваш за одделни делови од сликата. За тоа се наменети. И зборевме за да кажеме, една византијска представа на Јован Крстител, како во 14-тиот, 15-тиот, 16-тиот стих, век го гледале Јован Крстител. Една од тие работи кои се така посебни за таа икона, која не можам да ја покажам тука сега, може требаше да извадам, но не е ни важно, е дека Јован Крстител има крилја. Крилја на иконите имаат само Михаел, Гаврил, тие што биле ангели пратени од Господ. Зошто има и Јован? Па Јован е гласник Господов. Јован држи крст, покажа дека завршува маченички. Јован е облечен во зелено. Значи има многу символика. Зошто? Затоа што покажува каде била неговата служба. Тој е во пустина. Сите тие пустински отци, сите тие луѓе кои живееле таму, носат зелено. Имаме неговата глава на тацна таму. Го има облечен во тоа што го носел, неговата коса е бушава, брадата му е бушава. Сите други ги гледате вака, стопмено на Јован, вака, бушава. И го гледаме Јован, тоа што е најдраматично во целата слика е како неговата цела, како да кажем, posture, неговата цела снага, поставеност, лик, се живо е свртено кон Исус. Се е свртено кон Исус. Неговата глава е тука на тацна и неговиот дух бара правда за таа неправда која му е начинена и ја бара токму од Исус, кој го прима за рака.
Многу јака работа. За мене беше едно интересно патешествие да ја спремам таа проповед, да се читав многу и беше интересно како сите тие слики многу можат да зборуваат доколку се земат како што треба. Јован има оставено многу наследство на црквата. Знаете, самото крштење кој имавме вчера е наследство од Јован. Тоа не го почнува Исус, го почнува Јован. Тоест во Библијата го почнува Јован. Имало и други учители во првиот век кои крштавале. Меѓу другото, Јовановото крштење беше почеток на Христовата служба на земјата. Какво наследство е тоа? Има многу детали во неговата мисија кои се толку значени за црквата, но јас денес би сакал да извадам еден важен детал, едно важно наследство од Јован. Тој е момент од Јовановиот живот, наследство кој мене лично многу ми значи. Можеби тој момент со кој и најчесто можам да се поистоветам. Не можам со многу работи со Јован да се поистоветам. Не сум живеел во пустината. Не сум се облекувал не сум живеел од див мед, од скакулци. Не можам да се поистоветам со тоа. Не сум претеча Христов. Не сум го крстил Христос. Со многу работи не можам да се поистоветам. Но има едно наследство кој Јован го има, со кој можам многу да се поистоветам. А тоа е Јовановиот сомнеж. Јован се сомнева. Дури и големиот Јован Крстител се соочил со сомнеж во животот. Како и секој човек на оваа планета, Јован исто така бил изложен и соочен со нештата со кои сме соочени и јас и ти денес. Денес многу луѓе се исполнија со сомнежи заради ситуацијата, заради политичката ситуација, заради економијата, заради болести. Значи, сомнежот е присутен во секој еден момент. Заради друштвото, заради кој знае што не. Сомнежот е присутен секаде. Каде е Бог? Зошто вирусот? Каде сгрешивме? Зошто тоа мене ми се случува? Каде е Бог да одговори? Зошто Бог молчи? Не живееме во некоја западна земја каде има стабилност на повеќе нивоа, но не сме ни во некоја земја од третиот свет која е погодена од различни непредвидливи ситуации, од тероризам до глад до што ли уште не. Но кога животот удира силно, а животот знае да удре понекогаш силно, така неочекувано, непредвидливо, ќе ве удри од никаде, тогаш се појавуваат оние големите прашања. И сомнежи се појавуваат. Пред се сомнежи во верата, сомнежи во односот со Бог. Тука удира најпрво таму удира сомнежот. Сомнежот не ве удира во очекувањето од општеството. Од општеството очекувате тоа што ќе го добиете, од прилика. Мари да ве удри силно, нема многу да се изненадите. Ама кога животот ќе ве удри, колку сомнежот, колку мава на односот со Бог, на верата, можеби на блиските односи кои ги градите, таму секогаш удира сомнежот. Сомнежите може да се појават од повеќе аспекти. Може да се појави ради пандемија или заради некоја лична животна ситуација. Сомнежот може да се појави како последица на некаква трагедија или чисто онака од никаде. Од никаде може да се појави сомнеж. Верувајте. Не секогаш сомнежот има јасен извор, барем не за нас, но знае да се појави. Кога доаѓа сомнежот? Сомнежот не е нешто посакувано. Јас никогаш во животот не сум седнал да разберам, леле, колку сакам се да се сомневам во се. Тоа не сакаш да го доживееш. Зошто? Затоа што ти раѓа едно нелагодно чувство. Сикаш, ако не сум сигурен во таа работа, јас имам немир. Сакам да сум сигурен во нештата. Сакам да сум сигурен во односите. Сакам да сум сигурен во работите кои ги имаме. Така, сакам сигурност. Сомнежот ја трга таа сигурност. Никош во животот не сум посакал сомнеж да ми дојде. Никош. Сомнежот не е посакува придружник. Луѓето кои се исполнети со сомнежи се честопати луѓе кои се малку чудни, кои се сомневаат во се. Се луѓе кои честопати животот им е во хаос, или се исполнети со разочарувања, или имаат само плитки или никакви и ужасни односи. Тоа се луѓето исполнети со сомнежи. Јас немам сретнато човек кој стабилно гази на земјата, кој е исполнет со сомнежи. Обично луѓето кои животот не име како што треба се исполнети со сомнежи.
Сомнежот е како корозија, влегува и нагризува се живо околу тебе. Немаш сигурност. Сомнежот морам да го разликувам од скептицизмот. Скептицизмот, обично ние не ги сакаме скептиците, барем не овие модерните, ама изворниот скептицизам е посакувана работа. Ќе ви кажем и зашто. Скептикот би го искористил дури и сомнежот за да дојде до вистината. Скептицизмот е потрага за вистината. Ќе ги испитам сите тие нешта за да дојдам до вистината. Скептицизмот не е востановена или долгорочна состојба. Тоа не е позиција на која можеш да стоиш. Туку побомо може да се разбере како состојба на транзиција. Тоа е скептицизмот. И скептицизмот во таа оригинална форма и значење е многу посакувано нешто. Скептикот секогаш ќе постави прашања заради потрагата за вистината. Скептикот ја бара вистината. Тоа е целата поента. Сомнежот не е скептицизам. Сомнежот не е пред се потрага по вистината. Не. Сомнежот се појавува како придружник на нештата и создава магла. Тоа го прави сомнежот. Интересно е како токму сомнежот ја има променето библиската наратива. Она оригиналната приказна која требаше да се одвива, сомнежот ја има сменето. Има трагичен и тажен заплет. И змијата има клучната улога тука. Ја играла клучната улога во времето на Адам и Ева, ја игра клучната улога во времето на Јован, но и денес со нас, змијата се уште ја игра клучната улога за сомнежот. Змијата е тука секогаш до нас, да се посомневаме. Разговорот кој го водат змијата и Ева по прашање на забранетиот плод е разговор во кој змијата само става сомнеж на Божите зборови, на Божјата вистина. Змијата не кажа на Ева, абе Бог не постои. Кој ќе поверувате? Ева кажа, бегај. Не, змијата кажа, абе Бог ти кажа нешто. Но дали Бог на вистина тоа го мислеше, размисли. Ева го текстот. Но змијата беше полукава од сите зверови полски што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? Какво прашање тоа? По што ќе живее? А жената и рече на змијата: ние јадеме род од секое дрво во рајот. Само од родот на она дрво среде рајот, рече Бог, не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Видете, Ева тука цитира Библија, го цитира Божиот збор. Дури и со цитат понекогаш сомнежот може да не совлада. Имајте го тоа на ум. Тоа што го знаете Божиот збор, тоа што знаете Библијата, не значи дека имам одбрана непробина. Ева го цитира Божиот збор. Ама змијата не се откажува. Тогаш змијата и рече на жената: не, нема да умрете, но Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло. Змијата другарски прашал, знаете, пошто не очекува тоа да биде вистина, тама работа Бог да кажал такво нешто. Нели? Зарем Бог ти кажа така стварно? Може не сте го разбрале, Богове? Знаеш што? Бог мисли дека не си спремен, а ти очигледно си спремен. Многу поспремен за тој потек. Продолжи понатака. Знаеш, ти можеш да го направиш тоа. Тоа што изгледа како заповед, тоа оствари еден добронамерен совет од Бог. Тоа не е заповед. Знаете, змијата многу лукаво знае да го толкува библискиот текст. Без разлика тоа што ги знае сите можни цитати од Библијата. Змијата не се откажува. Сомнежот да се појави и во најнебитниот ќош од вашиот живот, тогаш, кога ќе се појави, става се познат прашање. Знаете, змијата не стави сомнеж на Ева за целата креација, не го стави сомнежот на Ева ни во убавината на креацијата, во природата на Бог, во постоењето Бог, ништо. Вика, стварно ли
Не смеете да јадете тоа дрво? Ама да шо, може не сте го разбрале Бог, бе. Може би треба да јадете тоа дрво. Бог мисли дека не се спремни, јас мислам дека вие сте спремни. Може да го направите тоа. Тој чекува. И знаете, обично грешката за падот се припишува на Ева. Значи во библискиот текст можеме да видиме дека кога Ева касна, одма му даде на Адам затоа што Адам стоеше до неја. Ама кога змијата искушуваше, Ева барем кажа нешто. Адам си кјутеше цел време. И си казна. Тоа беше вистината за Адам и Ева. Чим се појави сомнеш дека Бог може би ми ја кажал вистината, ама може би не целата, тогаш по знак прашалник е се што Бог кажа. Толку. А што се случи со Јован? Змијата разговараше со Јован додека беше во затворот. Секако тоа го кажувам символички. Нема запис во кој змијата зборувала со Јован во затворот. Символика е тоа. Јован се соочи таму со сомнежот. Но токму сомнежот на Јован е едно од неговите наследства со кои јас можам да се поистоветам. И ми е посебно драго, затоа што можам да го прочитам овој текст. Не ме е мило затоа што Јован поминал низ тоа, но ме е мило затоа што можам да го видам тоа. И еве го текстот. Матеј 11 глава 1 до 6 стих вели вака. И кога ги заврши Исус овие заповеди кон 12 своји ученици, ги испрати во мисија, замина од тому за да поучува и да проповеда по нивните градови. А Јован, штом чу во затворот за Христовите дела, испрати двајца своји ученици и му рече: Ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг? Исус им одговори и рече: Одете и кажете му на Јован што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат и сакати проводуваат, лепровни се очистуваат и глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. И блажен е оној што не се соблазнува поради мене. Замислите, човекот кој во утробата на својата мајка го препозна присуството на Месијата. Кога Марија ја посети Елисавета, кога таа беше трудна со Јован, Елисавета вика: плодот во мојата утроба заигра со твоето доаѓање, затоа што го носи Спасителот. Вау! Оној кој целиот свој живот проповедаше за Месијата, кој ќе дојде после него. Цел живот тоа му е проповедта, нема друга проповед. Секирата е на коренот. Бог ќе го исчисти патот. Долините пополнете ги, планините ги, израмнете ги. Доаѓа Месијата, доаѓа Божјиот слуга. Оној кој кажа: еве го јагнето Божјо, кој ќе го однесе гревот на светот. Оној кој кажа: тој треба да расте, јас да се смалувам. Оној кој кажа: јас не сум достоен ни врвките од сандалите да му ги одврзам, тој човек. Сега истиот тој човек седи во затвор и ги праќа своите ученици да го прашаат Исус дали тој е избраникот или да чекаат друг. Јован се соочуваше со сериозен сомнеш за Исус, оној кој тој го крсти, над кој го виде Светиот Дух, за кој го слушна гласот од небото. Може би змијата му кажа на Јован: зар мислиш дека тој е Месијата? Погледни подобро. Не е ништо посебен. Во филмот на Мел Гибсон Страдањата на Христос, искушувањата на сатаната е многу убаво представено. Исус се моли и сатаната кружи околу него, како змија му вика: голем терет е тоа за еден човек да го понесе. Целата вина, целиот грев, голем терет е тоа. Мислам дека не можеш да го направиш. Сомнежи. Сомнежот. Ќе видиме од приказната, ќе видиме еден момент каде сомнежот се појавува. А тоа е изолацијата. Од случајот на Јован, тој беше затворен во затворот. Тој не гледа, тој не слуша, тој е затворен во темница, тој не може да види што се случува околу него. Тој е затворен сам со себе, во својата келија, во својата темница, со своите мисли, сам. Со својата судбина. Јован беше затворен со своите мисли и стравови. Беше во вистинска темница. Библијата не се секира своите херои да ги представи во најдобро светло. Го немаме тоа во Библијата.
Може би во други антички текстови го имаме тоа. Хероите ги представува само во најдобро светло. Во Библијата го немаме тоа. Таа ги вади и нивните валкани јавишта. Како што овие што се на Јован тука. Ги вади, сите да ги видат. Бидејќи Библијата се занимава со вистината. Со тоа се занимава Библијата. Вистината е дека Јован, големиот Јован Крстител, имал суштински прашања за Исус, суштински сомнежи за Исус. Толку биле етни тие прашања што тој праќа своји ученици не да го студираат Исус од страна некое време, па да донесат заклучок, не да вртат наоколу, туку да го прашаат директно. Не успеат, ај видете што прави, кажете ми, па ќе размислиме заедно. Не. Јован нема време за тоа. Тој се соочува со сомнеж. Ги праќа да го прашаат директно. Одговорот кој ќе дојде од Исус зависи буквално се, во буквална смисла на зборот, зависи се. Апсолутно се во неговиот живот. Од одговорот кој Исус требаше да го даде, зависеше тоа дали неговата мисија, мисијата на Јован, била вистинска, да не била заводна таа цела мисија која тој ја имал. Дали сите тие визии и Божи потврди се реални или само приви, тоа зависи. Или си замислил нешто Јован цело време, си правил филм цело време. Дали сите тие негови приказни за тоа како се родил и за која цел се родил, дали има доза на вистина или сега се е познак прашалник? Ти ли си или да чекаме некој друг? Кажи ми. Сомнежот се појави и стави се познак прашање во животот на Јован. Доаѓа тогаш кога се наоѓаме во нашата кутија. Колку често само се затвараме во нашата кутија кај ни е убаво. Или може не убаво, ама не можеме да отвориме кутијата. Без разлика дали се наоѓаме во таа кутија од наши причини, од наши последици или заради некој друг. Кога се наоѓаш во кутија, секогаш доаѓаат секакви сомнежи. Јован е силен пример за тоа како треба да се соочиме со сомнежите во животот. Сомнежите не се страшни. Важната работа е што правиме ние со тие сомнежи. Сомнежите не можеме да ги сопреме. Знаете, сомнежите ќе дојдат, кога и тогаш. Ќе дојдат. Најважната работа е што правиме ние со тие сомнежи. И еве го првиот чекор во победата над сомнежот. Јован со сомнежот дојде кај Исус. Дури иако лично тој не можеше да се појави пред Исус, тој најде начин со сомнежот да дојде пред Исус по секоја цена. Тој не чекаше ни момент. Тој не чекаше да види како ќе заврши мисијата на Исус. Тој не чекаше да видам како ќе се одвиваат настаните. Не. Тој со сомнежот директно во истиот момент оди кај Исус. Тој е првиот принцип. Доаѓа сомнеж. Не чекај да станеш ти совршен да дојдеш кај Бог. Да бидеш доволно добар да дојдеш кај Бог. Не. Со сомнежот дојди кај Бог. Мислиш дека Бог се плаши од твојот сомнеж? Не. Дојди кај Бог. Доколку Јован останеше сам, со сомнежот затворен во кутијата во која се наоѓаше, кој знае каков исход можеше да се случи од таа приказна. Јован можеше да цитира колку сака цитати од Стариот Завет, без притоа да најде решение за сомнежот кој се појави кај него. Колку сака цитати да цитира. Сомнежот си е тука. Победата над сомнежот. Честопати, наша голема грешка. Победата над сомнежот, честопати ја гледаме во добро составен аргумент. Во добар одговор. Мислиме дека јасниот одговор на прашањето, теолошки исцрпен одговор, честопати го победува сомнежот. Во одговорот на Исус се открива вистинскиот делотворен пристап во борбата против сомнежот. Тоа што јас го мислам е дека Исус можеше подобро од сите да даде теолошки одговор со сите соодветни старозаветни цитати, толкувани на изворен јазик и онака како што писателот замислил да го разбере, она што ние го правиме проповедниците. Углавном, Исус тоа можеше да го направи, знаете ли зошто? Па затоа што сите тие текстови уствари се инспирација од него.
Тој ги инспирира луѓето да ги пишат тие старозаветни текстови. Кој подобро да ги знаат колку Исус. Тој ги знае. Тој може на Јован да му го состави најсовршениот теолошки аргумент зошто тој е Месијата. Може тоа да го направи. Исус прави нешто поразлично. Во одговорот на Исус може да се види дека на Јован најмалку што му требаше е теолошко образложение. А најмногу му требаше некој да биде неговите уши, неговите очи, неговите раце и неговите нозе. Тоа му требаше на Јован. На Јован му треба очи да види надвор од неговата кутија. Му треба уши да слушне надвор од неговата кутија. Му треба раце, му треба нозе да излезе од таа кутија во која се наоѓаше. Не му требаше многу теолошки аргумент. Му требаше само очи, уши, раце и нозе. Зарем тоа не е нешто што им е суштински потребно на многу луѓе кои се соочуваат со сомнежот сега. Ти да бидеш неговите очи. Ти да бидеш неговите уши, раце и нозе. Наместо теолошко објаснување, пријателот кој се соочува со сомнеж често има потреба од твоите раце и твоите нозе. Понекогаш, искрено да ви кажам, полесно е да се даде теолошки аргумент отколку да се дадат рацете. Многу полесно е тоа. Змијата својата работа се уште успешно ја врши и таа се уште става сомнежи во размислувањата на луѓето кои се без Бог и на луѓето кои се со Бог. Змијата се уште ја врши својата работа. Се уште е до тебе, се уште всадува сомнежи, се уште ти зборува, се уште те прашува, се уште те малтретира. Каков притисок змијата става со сомнежи во Бог сега во твојот живот? Каде е притисокот? Каде сега ова сомнежот? Размисли. Каде чувствуваш нелагодност? Каде чувствуваш разочарување? Каде змијата е присутна во твојот живот и само ти зборува работи да те посомневаат, да те обесхрабрат, да те уништат, да ти земат верата, да ти го земат семето кое Господ го става во твоето срце? Каде е змијата сега во твојот живот? Каде ти става сомнеж? Во кои односи змијата става сомнежи? Знаете, има многу односи кои ги градиме активно. Колку сомнежи се појавуваат цело време во односите. Дали е искрено во тоа што ми кажува? Дали да му верувам? Што да очекувам? Колку да дадам? Колку да примам? Тука змијата цело време интервенира. Какви прашања сега во животот се појавуваат? Дали го бараш одговорот на места каде што не може да се најде? Многу тие работи теолошки не можеме да ги одговориме. Тоест можеме, немаат никаква сила за промена. Немаат никаква сила за исцеление. Божиот збор, Божјото делување е многу повеќе понекогаш од некој само сув цитат од Библијата. Па змијата ја толкуваше Библијата тука. Змијата го толкува Божиот збор. И она знае Библијата на памет, знаете. Понекогаш е потребно туги уши, туги очи, туги раце, туги нозе. Наследството кое од Јован јас би сакал денес да го примеме е токму тоа наследство на исцеление од сомнежот. Со многу работи не може да се поистоветиме, но со тоа може. Верувам дека секој од нас може да каже, аха, сум бил во иста ситуација. Сум бил. Можеме не можеме со другите работи, но можеме токму со сомнежот да кажеме и јас бев во ситуацијата во која можеби се уште си. Можеби сега се наоѓаш во некаква кутија на сомнежи. Се наоѓаш затворен со твоите мисли во твојата темница. Очаен си теолошки ти да си објасниш зошто си таму, како си таму, зошто е се до таков. Можеби ти треба туги очи и раце и уши и нозе да ти помогнат. Нека во секоја прилика, со сите прашања, првин дојдеме пред Исус. Во се,
Не чекайте. Не си објаснувате. Дојдете веднаш пред Исус во молитва. Изложете се на заедницата во која Исус ве става. Јован се изложи на неговите ученици. Му требаше потреба, на учителот му требаше помош. Тој се изложи на неговите ученици, да му помогнат, тие да бидат неговите очи и уши. Без да се сепнеме за тоа како Исус тоа ќе го прими, дали Исус ќе се навреди, оди брзо кај Исус. Јован не беше многу загрижен за тоа. Не треба ние да сме ние. Да дојдеме веднаш кај Исус со нашите сомножи. Исус е таму каде што има одговор за сите наши прашања. Јас би сакал сега да ги затвориме очите и се молиме да пристапиме кон Бог во молитва со нашите сомнежи, со нашите потреби, со нашите размислувања во ситуацијата во која сме и да бараме одговор од Господ. Ајде се молиме. Татко наш небесен, Боже, знаеме дека непријателот, Господе, напаѓа цело време во нашиот живот. Сака да не обесхрабри. И Боже мој, тој може би многу нежен збор за тоа што тој непријател го прави, Господи. Татко мој, ти тој непријател го викаш човек убиец. Тој не се штеди, тој не бира начин, не бира средство, тој напаѓа. Затоа, Господи, ни треба заштита. Ни треба заштита во мислите, Боже мој. Ни треба исцеление во размислувањата, во чувствата, во што и да се наоѓаме, Господи. Боже мој, потребен си ни очајно. Господе, те молам, Боже мој, дојди ти за Твоето присуство, таму каде што има одговор за сите нешта кои си ни се потребни, Господи. Дојди со Твоето присуство, Боже мој. Дојди, Господи. Боже мој, тоа што беше исцеление за Јован, сакаме да биде исцеление и за нас, Господи. Не сакаме да пристапиме со сомнеж, Боже мој. Не сакаме да гаиме сомнежи, да растеме сомнежи во нас. Сакаме да се ослободиме затоа што сакаме да живееме во слобода која Ти си ја ветил, Господи, и мирот кој доаѓа од Тебе. Сакаме да живееме во мир, Господи. Затоа те молам, оттргни го секој сомнеж од нашето срце, Боже мој. Да веруваме во Тебе, да се надејаме на Тебе, Боже мој, и како Јован, без разлика на крајниот исход од нашиот живот, Боже мој. Нашата конечна надежда да поставиме во Тебе, во светот кој Ти го градиш, во светот кој Ти допрва ќе го поставиш, Боже мој. Господи, се оставаме на Тебе и се оставаме во Твоите раце. Биди со нас, Господи. Го бараме Твоето име.